и другари, поштувани браќа и сестри, поштувани дами и господа, добар ден. Ве поздравувам топло од името на општина Карпош. Голема благодарност и до Корчагин, до Васил Алтневски Дрен, Невена Гергиева, Дуња и нивните 40 соборци, затоа што ни го подари ова свето место каде што ние денеска можеме да се собереме. Кога зборуваме дали било тешко, јас морам да кажам дека им се восхитувам на овие луѓе кои што готово голораки тргнале да се борат против тогашната држава, била окупација, ама била држава, со сите нишани, со полиција, со војска, со шпиони, со шпионска мрежа, со авиони, со артилерија, со се што е потребно за една држава да има, и овие луѓе ниту со курсеви, ниту со обуки, ниту со завршени подофицирски и официрски школи замиленале да се борат против професионална армија, армијата на тогаш фашистичка Бугарија и армијата на Третиот рајх. А да не зборам тука и останатите што биле домашни предавници и така натаму и така натаму. Колку нивната верба била голема во тоа што го прават, покажува тоа што готово голораки излегле во македонските планини да се борат против овој не само надмоќен окупатор, туку и технички многу посилен. Знаете ли што значи да се борите против професионална армија? Како еден податок ќе ви кажам дека партизаните за прв пат во директна битка против германците победиле дури 43 година на 21 ноември на планината Грмеч. Ќе ви давам уште еден податок. Сите ја знаете битката на Кадињача. Тој е на 14 километар од Ужице и обврската на радничкиот батальон да го запрена предувањето на германските единици за да врховниот штаб се префрли преку Дрина во Босанските планини. Загинаа 192 борци на радничкиот батальон, а само 3 германци. Ова сакам само да ви кажам колку сила и колку спремна била таа армија, и бугарската, и ова, и германската, и не знам, балистите, и четниците, и усташите, и домобраните, и сите тие заедно, сите во себе имале дел од школувани официри од поранешната кралска војска. Значи, тие успеа да не донесат до победата, не успеа не само да славиме дека сме го победиле најголемото зло на 20 век, а може би и на човештвото, тоа е фашизмот, туку успеа да ни донесат држава во која што ние говориме на мајчин јазик, пишуваме на мајчин јазик, држава со сите нишени, со влада, со војска, со полиција, со академија, со универзитети, со факултети и така натаму. Ние секогаш како мал народ, ние секогаш како општина, која го носи името на славниот Карпуш, безкомпромисно ќе бидеме против било какви повампирени идеи на неофашизмот. Ќе бидеме против било какви идеи за историски ревизионизам. Да застанеме на нивна страна, тоа значи повторно да го посакаме Бирхенау, да го посакаме Дахау, да ја посакаме Треблинка, да го посакаме Аушвиц, Јасеновац и други логори на смртта. Овој слободоумен народ никогаш за тоа нема да биде, па од кого сака нека доаѓа и с каква сила тоа нека биде. Ние како народ сме биле и сме имуни на било какви напади од надвор, но за жал не сме имуни и наш најголем непријател е мрзата, неработењето, несакањето да се учи, желбата да се дојде до лесни пари, оговарањето, неспремноста да се трпи, неспремноста да се поднесе жртва и неспремноста да се бориме и да дадеме жртва за општото добро. За жал, дојдовме во време во кое што личното го надвладеа колективното. Личното го надвладеа општественото добро, а јас мислам дека ние
со вакво воспитување на младите кадри овде во Карпош, токму треба да го направиме спротивното и да им дадеме пример дека општото добро е побитно од личното добро и ако на сите им е добро, тогаш секако и дека на вас и на вашето семејство и на вас лично ќе ви биде многу подобро. Во името на оваа голема победа што ја постигна и нашата армија на чело со Михајло Апостолски, да подсетам, ние се ослободивме сами, додека Белград го ослободува маршал Толбухин, Коста Наќ, Коча Поповиќ и останатите единици, партизански единици на Југословенската народно-ослободителна армија, ние македонците сами овде се ослободивме и само морам да дадам една исправка дека мирот е подпишан прво на 7, меѓутоа е надвор од Берлин, на инсистирање на Сталин мирот, односно германската капитулација, мора да се подпише во Берлин и е подпишана и од маршал Жуков и од еден сојузнички, односно англиски генерал, и со тоа се става печат на ова зло што надвисна на 20 век, односно најголемото зло на човештвото, и ова е една голема победа што човештвото ја постигна, равна на победата на Никола Тесла со измислувањето на електричната енергија, со Едисон на парната локомотива, на Грахам Бел на телефонот и така натаму и така натаму. Значи тогаш се направени една огромна револуционерна победа во која што се возможи готово едновековен мир. Славиме и ние 80 години од постојање на нашата држава. На сите наши дужмани сакам да им кажам нека цркнат, ама и тие некогаш славеле 80 години од постојање на нивната држава. Точно дека сме млада држава, ама полека, до сигурно, ќе дојдеме до првиот век. Нека ни е честита денот на победата, да ни живее Република Македонија, да живее нашиот Карпош, да сте ми живи и здрави, и посебно ми е драго што има луѓе овде што ги гледам овие 25 години и со желба да ве гледаме и наредниве 25 години. Благодарам многу.